34 лица ќе седнат на обвинителна клупа за трагедијата во дискотеката Пулс. Јавното обвинителство сите ги гони за тешки дела против општата сигурност. Според обвинението, секој од нив со своето постапување или непостапување низ годините придонеле за пожарот во кој животот го загубија 62 лица. Се започнало од сопственикот кој во 2012 почнал со градежни работи за реконструкција на објектот. Без никакви дозволи издадени од општината, се вградувале несоодветни запалливи материјали, немало елаборат за заштита од пожари, не биле исполнети ниту минималните технички услови, но објектот работел како ноќен клуб. Практично во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, носивоста и стабилноста на конструктивните елементи, бројот и големината на излезите за евакуација. Во незаконитата работа на Пулс помогнала и сопственичка на правно лице од Кочани која изготвила елаборат за пренамена на објектот. Тоа пак не го проверил ниту еден од тројцата градежни инспектори на општината, а дека на локацијата не била предвидена дискотека според деталниот урбанистички план, иако биле должни, не интервенирале ниту тројцата градоначалници на Кочани. Со своето непостапување му овозможиле на прво обвинетиот и правното лице незаконито да вршат угостителска дејност. Со обвинението опфатени се и 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и раководителот на инспекцијската служба, бидејќи никогаш не спровеле инспекцијски надзор, не само за дискотеката во Кочани, туку за ниту една во државата. До нив на обвинителна клупа ќе седнат и 2 од 4 осомничени министри за економија, но нивните имиња обвинителството не ги открива. Еден државен секретар од економија пак ќе одговара за примање подкупи и фалсификување. Во 2 наврати од сопственикот на дискотеката зел околу 4000 евра за да издаде 2 фалсификат лиценци. Дел од парите биле уплатени на неговата лична сметка. Според обвинителството, со свесното пропуштање на своите обврски и надлежности, дејствијата се надоврзувале, па станало невозможно да се спречи трагедијата. Кобната ноќ во објектот била внесена и пиротехника, фонтаните биле активирани по безжичен пат, а лесно запалливиот таван од сунѓер придонел за експресно ширење на огнот. Заради лошо проектираните врати, било речиси невозможно навремено да се излезе од објектот. И свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата и на време да се спасат 62 млади животи. Во истрагата опфатени беа вкупно 47 лица, но за 13 е сопрена постапката. Еден починал во трагедијата, еден е се уште на лекување, а за 11 претходно осомничени, меѓу кои директорите на пазарниот инспекторат, не биле обезбедени докази. Со обвинението не е опфатен сопственикот на Агенцијата за обезбедување, кој неодамна беше приведен, бидејќи за него истрагата се уште трае. Од синоќа пак обвинителството, кое е задолжено да гони полициски службеници, истрагата е прошири за уште 13 па бројот на осомничени се искачи на вкупно 27. Истрагата и за нив се уште трае. МВР беше во координација со јавниот обвинител за организиран криминал, кој што издаваше наредби, дел од лицата беа и сослушувани претходно, така да не е ова сега што ние сме дознали, туку сега прибравме докази. Од обвинителството не ја исклучуваат можноста за проширување на истрагата и со други лица. Сметаат дека бројот од 34 обвинети не е проблем за водење на судската постапка, бидејќи и во минатото имало случаи со сличен број лица кои седат на обвинителна клупа. Зоран Јаневски, Сител телевизија.